Премиерот Христијан Мицкоски порача дека клучната реформа во државата е враќањето на довербата во јавното обвинителство и борбата за правда, а не зголемувањето на платите и буџетите на судиите и обвинителите. Тој очекува новиот државен обвинител, кој треба да биде избран во наредните 2 месеца, да се зафати со стотиците кривични пријави што, како што рече, со месеци стојат во фиоки. Мицкоски истакна дека без силна правна држава нема инвестиции, економски раст и подобар животен стандард. Говорејќи за минималната плата, премиерот нагласи дека куповната моќ во Македонија е повисока од соседните земји, освен Грција, но дека зголемувањето мора да произлезе од дијалог меѓу работниците и работодавачите, со владата како посредник. Семејствата на жртвите од трагичниот пожар во диското Пулс во Кочани повторно ја оспорија официјалната причина за смртта, сомневајќи се дека ослободени цијанидни гасови, а не само јаглерот моноксид, довеле до брзиот смртен исход. Тие бараат дополнителни и независни токсиколошки анализи, оценувајќи дека обдукциските наоди се нецелосни. Од основното јавно обвинителство уверуваат дека нема основ за нови обдукции или ексхумации и дека вештачењата потврдиле комбинација од јаглерот моноксид, цијаниди и други отровни гасови како причина за смртта. Во меѓувреме, судскиот процес продолжи со воведни зборови на одбраната на првообвинетиот Александар Нацев, која тврди дека обвинението е конструирано и дека тој нема вина ниту законска одговорност за трагедијата. Предлог измените на законот за ДДВ, со кои се пролонгира рокот за зголемување на данокот за прв купен стан, добија поддршка на Комисијата за финансирање и буџет. Со измените, стапката од 5% ќе важи до 1 јануари 2028 година, наместо да се зголеми на 18% од 2026. Според предлагачите од владеачката партија, ова значи заштеда и до 15.000 евра за стан од 70 квадрати. Истовремено, Комисијата даде зелено светло и за заем од 20,9 милиони евра од Европска банка за обнова и развој за обнова на возниот парк на македонски железници, транспорт. Полицијата заплени над 25 тони пиротехнички средства во координирана акција кај наплатната станица Градско и во магацини на правно лице од Скопје, лишени од слобода се 2 лица, од кои едното е полициски службеник вработен во полициската станица Битпазар. При контрола на товарно возило биле пронајдени пиротехнички средства без соодветна документација, а подоцна и второ напуштено возило натоварено со иста стока. Со судска наредба биле претресени и магацините, каде е пронајдена најголемата количина. По комплетирање на случајот ќе биде поднесена кривична пријава за недозволена трговија. Политичката поддршка за поранешните лидери на Ослободителната народна армија на албанците, обвинети за воени злосторства, се почесто се толкува како инструмент за прикривање корупциски скандали и пат на политичкиот рейтинг во Албанија и регионот. Албанскиот премиер Еди Рама повторно застана во одбрана на обвинетите во Хаг, оценувајќи го притворањето на поранешниот косовски претседател Хашим Тачи како неправда. Косовскиот публицист Идрис Зекирај остро ја критикуваше ваквата реторика, нарекувајќи ја лажен патриотизам зад кој се кријат лични и политички интереси. Слични пораки, според аналитичарите, користи и лидерот на Дуи Али Ахмети во моменти кога се соочува со обвинувања за криминал и корупција. Судењето за воени злосторства во Хаг продолжува, а пресудата се очекува напролет идната година. Заострувањето на казнената политика за поседување лажни или невистинити образовни документи во Црна Гора веќе даде резултати, соопшти министерката за образование, наука и иновации Анѓела Јакшик Стојановиќ. Таа информира дека бројот на кривични пријави континуирано расте, од 28 во 2023 на 38 во 2024 до 88 пријави во 2025 година досега. Новината, како што нагласи министерката, се првите судски пресуди кои предвидуваат затворски казни за ова кривично дело. Министерството најави дека ќе продолжи со пријавување на сите сомнителни случаи и ќе обезбеди целосна поддршка за обвинителството и полицијата, со цел заштита на јавниот интерес и владење на правото. Турските безбедносни сили привеле 115 осомничени членови на Исламска држава поради сомнежи дека планирале напади за време на празниците и Нова година. Според Истанбулското обвинителство, цел на нападите биле немуслимани и места со голема фреквенција на граѓани. Полицијата извршила рации на 124 локации во Истанбул, при што биле запленети пиштоли и муниција. Паралелно, турската разузнавачка служба уапси висок член на Исламска држава, кој, според властите, подготвувал самоубиствени напади. Властите соопштија дека мерките за безбедност се засилени во пресрет на новогодишните празници. Американскиот амбасадор во НАТО, Метју Витакер, изјави дека војната меѓу Русија и Украина може да заврши во следните 90 дена, по одделните разговори што САД ги водеа со украински и руски представници во Мајами. Според него, се преговара за ревидиран 20-точковен мировен план, безбедносни гаранции од САД и план за обновување по војната. Вашингтон тврди дека ја знае позицијата на Киев, додека од Москва се очекува да покаже подготвеност за компромис.
Кремли пак соопшти дека руските услови остануваат непроменети. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, заедно со ќерката Џуаe, присуствуваше на тестирање на ракета со долг дострел земја, воздух, која погодила воздушни цели на 200 километри. Тестот го потврди и Јужна Кореја. Ким истовремено извршил увид во изградба на нуклеарна подморница од 8700 тони, способна за ракетни лансирања. Аналитичарите оценуваат дека подморницата е речиси подготвена за употреба. С почестите јавни појавувања на Џуаe се толкуваат како сигнал дека таа е фаворит за наследник на Ким. Силна зимска бура ја погоди Калифорнија, предизвикувајќи опасни поплави и евакуација на стотици луѓе. Гувернерот Гавин Њусом прогласи вонредна состојба во 6 окрузи, додека Националната метеоролошка служба издаде ретко предупредување за висок ризик од екстремни врнежи. Во Јужна Калифорнија се регистрирани порој од кал и поплавени домови, особено во области веќе погодени од пожари. Наместо вообичаените 2,5 см дожд, се очекуваат и до 20 см врнежи во делови од државата. Суд сместен во стамбена зграда, канцелари што служат како судници, институции натрупани под ист покрив и технологија од минатиот век. Ова е реалната слика на македонското судство. Наместо систем гледаме импровизација, наместо услови преживување. Поентата е јасна. Правдата работи во услови недостојни за државата што тврди дека се движи кон Европа. Висшиот управен суд, кој решава чувствителни предмети за права, лекови и јавни набавки, од 2011 година е сместен во стамбена зграда. Поентата тука не е само символична. Судот нема вистинска судница, работи со половина од потребните судии, а за еден предмет одлучува во просек 2,5 години. Слична е состојбата и низ државата. Судови со мебел стар 40 години, архиви во влажни подруми, згради без лифтови и без пристап за лица со попреченост. Поентата е дека инфраструктурата директно ја кочи правдата. Кога на тоа ќе се додаде и фактот дека бројот на суди паднал од 499 на 363, а потребни се над 600, доцнењата стануваат правило, не исклучок. Додека европските судови користат вештачка интелигенција, кај нас рочиштата се снимаат на CD-а, а адвокатите бараат стари компјутери за да ги отворат записниците. Поентата е поразителна. Дигитализацијата е декларација, не реалност. Иако владата издвојува доволно средства и се бори за да им удостои покрај нивната незавидна состојба, бројките покажуваат дека пожител Македонија е на дното на Европа. Со судство без пари, кадар и опрема. Прашањето не е дали системот ќе колабира, туку колку уште ќе глумиме дека ова е функционална правда.